Почитувана господа Данела, кандидат за градоначелник на Скопје, почитувани пријатели, добро вечер. Добро вечер од Жданец, добро вечер на сите мои пријатели и комшии. Имам вечерва да споделам две важни информации за вас и убаво што имаме овде пред нас камери. Првата е дека од понеделник на 25.10 ќе почне да функционира линија 29 која ќе се сообраќа од Жданец преку Дрвнодол до Карпош 30 мол и обратно. Видовте, ова е, јас сум прв градоначелник во свет кој што исполнил ветување, а уште не станал градоначелник. Ние се потрудиле другарите кои го управуваат јавното градско предпријатие и пред 7-8 дена одржав овде пресконференција со ветување дека ќе обезбедиме превоз од Трнодол и Жданец, ама го заборавиле Средно Нерези, само да ги подсетам, до Партизанска, што значи дека еве се потрудиле и јас веќе првото мое ветување што сум го дал, можам вака да го штипирам дека е завршено. Сакам исто така да ви информирам дека наскоро ќе видите, веројатно во вторник ќе оствариме и уште едно ветување и тоа е директна корист на граѓаните на Карпош од мојата кандидатура во ова изборна кампања. Третата информација за жал е лоша, а таа е дека поголема количина на пари од дилери на дрога од Сарај денеска се земени за купување на гласови во Карпош и тие средства се пренесени со возила на интервентната полиција. Ова ми се информации доста сигурни, би било добро обвинителот кој што е задолжен за оваа работа да ни исконтактира, за да му дадеме малце подетални информации, но сакам да им порачам. Карпошани не се купуваат со пари. Карпошани треба да ги почитуваш. Карпошани не се сиромаси. Сиромашни се само оние што се сиромашни во духот. А сиромашни во духот се тие што се обидуваат да ги подкупат си карпошани. Јас само ќе дадам еден совет. Се што ќе ви дадат, што вика Njegош, ќе ви нудат свакојаке посластице, све да си земете, ама знаете што треба да заокружите. Така е. Одамна имаат склопено сојуз со ѓаволот, а сега многу по-интензивно, но ѓаволот си дојде по своето, а тоа е дека 4 години не работеа. Има најлош состав на градоначалници откако памети градот Скопје. И она што е најбитно, граѓаните ги оценија негативно во една многу мирна атмосфера. Тоа значи дека нивниот брод потона во мирно море, затоа што не знаеа да го правуваат. Нашиот брод тие го потонуваа, ни правеа бури, ни правеа штрајкови, ни фрлаа бои. Кај стигнаа не оцрнуваа и така го потопија 2017 нашиот брод. Но нивниот брод тоне во мирно море и јас сум длабоко убеден во оваа убава изборна атмосфера која што имаат граѓаните на Скопје и на Карпош на 31 дека до крај ќе потоне бродот. Џабе им е тие спасувачки екипи што им тргаат од Сарај, кога бродот тоне, ни пари ти помагаат ни Свети Петар. За да дојдеме ние во оваа ситуација, многу сме вложили кај граѓаните на Карпош, кај граѓаните на Жданец. Кога ќе влезат овде, знаат дека секоја педа од оваа населба е претресена и направена и се што требало за граѓаните на Жданец ние сме направиле. Ни останало уште малку, а тоа е да направиме фекална канализација и асфалтирање кај граѓаните што живеат горе кај резерварите за вода. Ќе најдеме техничко решение, да го асфалтираме делот од Теодоси и Галоганов нагоре што оди тамо каде што и јас живеам и од прилика некои многу големи проблеми нашава месна заедница готово и да нема. Овде ќе направиме исто така една многу убава фонтана за да граѓаните на Жданец може да се собираат уште во подобра атмосфера како што тоа го правеа досега, да може да се дружат. Јас се надевам дека
и госпоѓата Данела ќе го преземе кормилото на градот Скопје и заеднички со уште многу проекти, а за нас главен проект ќе биде овде што живееме во високата зона на Карпош и на Скопје, а тоа значи Шпанско село, Трнодол, Жданец и Средно Нерези, ќе обезбедиме квалитетна вода за пиење и секаде ќе има кружен ток и секаде водата ќе има можност да има притисок и тоа е еден од приоритетите на овој дел од градот Скопје.